Здраво, живо, поздрав од КП Бар Јарта. Продолжуваме со емисија за Куманово. Денеска имамо представника од спорт. Тој е позната рукометарка од Куманово, која има стварно изварени резултати за себе. Наши ваш гост е Драгица Трајковска. Драгица, здраво живо, како си? Здраво живо, одлично, фала на покано што ме поканисте и поздрав до сви кумановци. Да ви честитаме нову годину и Божич и да ви посакаме многу успех. Јас се надам дека ќе има што да кажеме за вашата богата кариера на поле на рукомет, затоа што Куманово е имало одлични резултати таму 70-80 години. Ти си играл тој екипу под водство на легендарного тренера Димитар Антевскога. Али на почеток да ни кажеш, Драгица, ти од куде си родена, да ни го пишеш детство, какво е било уобичаено кога ги починјаме емисија со сите, па и с вас да го почнеме тако. Па јас сам родена у село Страцин, општина Кратово, ама дошле смо кад сам имала 6 години у Куманово да живеме. Седеле смо качи нову пошто позади хотел Куманово, у центар. У тие зграде? У куќи смо седеле. Добро. До зграда. Детство ни е било супер. 4 сестри смо биле. Две сме играли рукомет, тој случајно, некако професори се не откриле у основни школи, дека треба да играме рукомет. Ја прво сам почнала да играм за Жито Македонија. Нице професор ми е бија по физичко, Миодраг Ивановски, за жалом се брзо почина. Да, почина. У Жито Македонија отиде, а сестра ми отиде у Куманово. Сега ја едно годину беше таму и се пребаци и ја у Куманово. Ама ако не го пише детство у село, какво е било? У детство ја колку 6 години сум имала, не сум издрала, ама детство много, не ни памту многу, а у Куманово е било центар цел наш. Лопови и жандари по площад, ту е банка. Да. Имало е другарство пуно. Играле смо се, трчале смо, лопови и жандари сме играле. Татко ви и мајка ви што се работале? Па татко ми работае у Гранит, градешно предпријатие, а мајка ми е била домачинка, она не е, она 4 нас не, пошто сестра ми најмала е, она ту е родена, мала е била, ми сме го исчувале. А мајка? Мајка домачица. Ево да ги покажеме слика од твои родители. Да, татко ми Бранко, мајка ми Милица. Не е било тешко да се исчува 4 деца? Не су. И се е на руке, так се е работало, ништо не се е работало машински. Ти збориме, ти и сестрата сте биле добри рукометарки, а овие други сестри две што се работале? Па не, они су биле помали, бошто тај сестра ми е помала од мене 8 години, она е била спрема нас дете. Да. Они не су биле по спорт. Не. Ај сега еве, имамо овдека овој фотографии од школу, ти ќе ни ги опишеш. Нешто вика, школски дани су најбави за свакога. Тачно. Еве, ова е слика ти кад си била Полуматурант. полуматурант, еве да го покажеме. Драгица. У тоа време скромно облачање. Скромно облачање што сме имале. Тој што ни купив тој, не можеме да бирамо. Нема, што вика Кумановци, нема да се изволјува многу. Нема. Ова е од 74 година, ти кад си бил у школа 12 октомври, класен раководител Марија Живковиќ. Да. Еве, ја позади пишује Гунај, Чедо, Да, сви су тие, да. Жико, еве ти ќе ни ги кажеш како ги памтиш поред, само да го задржиме слику и покажи ги. Ова е Оливера, професорка по француски е била. Стојадин, Зоран, Маријан, Жике, Нимет, Чедо, Реджеповски учија се с мене. Боксерове. Ленче, Зоран Коне, они учија с мене, Мира, Благе, еве сам јас, Сузана Петковска, така е била, сега е директорка на Комерцијална банка. Весна Додевска, Благе, Весна Николич, Драган Ефремовски, Сулем Северџан, Ванчо, Гоце, Марица, Елица, Снежана, Неџмија, Муса, имаше тие ромчиња и тие су. Овој
Ти kad си мала овдека 12 години, значи тоа е било прилike 6 одделение. Пето пиши. Пето, да, пардон. Пето, па ја така Каква сум беше почнала. класа на ръководител? Класна ни е била супер. Строга. Па не многу строга, ама Мислим, принципијално. тражило се резултати, мора да се Тражило учи. се, да. Не е како сега. Да. Тачно тоа. Ова е ми од учитела. Ево, учитела. Крсто Алексовски. Ево е убава. Он брзо се помина и он живеа 90 години. Туја седеше до Учител. учител, да. Еве сам ја. Они су исто веќином, овие Гордана, Весна Николич, Весна Додовска, Благоја Чедо Спасовски, Драган Ефремовски. Чека беш Нимет, еве га Зоран, Коне га вика с момите, га многу поеше на час. Слушам кај шумат С тебе се шумите. училе поднати личности, имamo многу олимпица, Реджеповскога, Да. Сузана, успешна жена, комерцијална банка. Да, има Весна Николич, е она архитект, работеше у Козјак. Да. Па сега отиде за Скопје, како се растори Козјак, у Скопје работи. Еве нова фотографија. Ово е школа. Да, од школа исто, од Пишу или позади која година. И така се нормално. Да, исти су се Било ученици. исто другарство, големо у школа. Другарство, што да ти кажувам, нема туја што. С овие комуницираше с некога. Па видуи се с Весно комуницирам Николич на телефонски. Сестра во Гордана, прва што се разболе од корону, докторка у Скопје, у Медицински. да, на хирушко, Да. анестезолог. Да. Она меѓу први се разболе Гордана Николич, она во е сестра, с њума комуницирам тој, па се спуно тие со Селицу, с Гоцу. Еве пуно ќе се израдуе кога ќе ги види овие слики, пошто некои луѓе чува слики, некои не. Ово е 75 година, 602. Али еве доктор пишува Ѓоко Алексовски. Тој директор. Ово е директор, пардон. Да, па брат на учитела е бил. Не На се види крсту. во директор Ѓоко Алексовски. Мој учител му е брат роđен бил. Он не беше професор по биологија у Ѓоко, после тоа бил на директор. Има тие луѓе се интересни, треба се повика да збори за образование у тој време. Сакаше да ве прашам како додесте на идеја за рукомет. Тој случајно ли бина Не, тој си или е по наговор на некога? Па у школу смо имале час физичко. Милорад ли беше? Мице. Милорад Ивановски, да. Он ми е бија професор и он е туја видеја кој е зашто е. Он ме предложи, играла сам за школу, после тоа он ме одведе овамо, имаше еве ова е. Овој што смо изграле за школа, еве га Мице, еве сам ја, Весна Николич, Јагода, не знам тој како се викаше, ово е Јелена Остојич, мајка му беше учителка, Первин ли се викаше, тако нешто, Цеца Мимоза беше голманка за Жито Македонија, Суза и Јагода. Mi smo ti igrali za školu. Еве, овој прилику да го спомнеме ше пуда професора Мицета, стварно е голема легенда. Имае, што вика команаc и нюх да сети талент кој е за талент. спорт. И овие бие на вас исто и професор. И као човек, многу пополни зборови има за njega. Tačno. Ти ки не го пишеш професор, еве Pa какав... profesor je bio profesor na nivo, nema tu je što. Znači, prepoznavaje koji zašto. Jaz sam bila mnogo brzo sam trčala, mislim, imala sam Што вика команаc и брз корак. brz korak, ja na kratke staze, na dugačke ne sam mnogo Да, па ви сте играли крило, морали сте да имате брзину. I И еве да го спомнеме професора, значи една голема легенда. Ово е... od Varaždin, to je slika na sestru mi Snežana Spasovska. To je Ти си u играла крило, а сестра ви... Pikera. Pikera. I ona je šutirala penali, većinom dok igraš ona se i ona šutirala sedmericu. Кажи ми на ниво на школско, тој каде сте правили екипу, имале сте добри резултати? U školu pa mi 11. smo oktobri, bile, najbolji. i posle to za Natlitska kad smo bile isto. Među prvi smo bile i uvek smo pobedovali. Али од тој екипу ти продолжи сестрави и кој друг? Од школско екипу од 11. октомври. Savica, Савица Живар, да. ona je isto tamo. Mimoza, golmanka za Žito Makedoniju, pa misle дека други нема. Од за рукомет зборувам. Да, за рукомет.
Еве ова фотографија. Тој у млади години. И сега, ваша кариера иде по нагорно линија, основна школа, па во средња школа. Средња школа. Каде сте учили средња школа? Средња школа сум учила, так беше Перо Накоз, сак може пијаде, под едно. Горе каде техничка е била школа тога, економска и занатлиска се менјале. Еве војата. Кој ти е класа? Прву годину му беше Тодорка Стошич. Стошич или Стошевска, сега тачно не знам, не се сеќам. А последното ми е била Славица Божиновска, на Миодрага Божиновскога музичара жена. Да, чуено мичета. И многу фина жена. Значи, она е другар, била нема. Знаеш да кажеш некој дека од средња школа? Знам ги, како не. Еве га, па баш сви забравила сам ги имиња, ама веќином ги знам. Еве Елица, Гоца, Сладјана, Веселка, Ленче, Лиле, Бранкица. Бранкица отиде у Београд да живи и изгори од плин. Стане како ножба под Ама настрада? Настрада. Еве сам ја, еве го Јадранка, класна Верче, Афродита, Јагода, Снежа, Агнија, тај отиде негде у странство, не знам куде, Лиде. Тој би е Тодорка класна. Тој е прва година. Слика. Интересно. Начин на облачање. Да. У тој време рукомет е бие доста заступен у Куманово. Куманово баш заступен. Фактички так почиња подем. Мене ми е прв тренер бија Уче, после кога дојде у Куманово, Чедо беше Трајановиќ. Да, ќе покажеме слику од njega. Он ми прв тренер беше, после дојде Димитар Антевски. Тој е Славко Симоновиќ Уче. Тако Уче. Ево дека чија нешто љато, Цеце. Да, он е учија Цеце љато. Татко му по фудбал беше нешто. Јоцо, ЧСК, Дражо, Бетон, Таири и така. Прв тренер, кажасте, Славко Симоновиќ Уче. Да, так сам ја била почетник, не сам многу играла тамо. За Славко слушаме ден денеска многу похвални зборови исто, дека е бија доста амбициозен човек, трудие се на свакога максимално да га пренесе знање колку може. Да, и строг е бија, како тренер е строг бија, мора да се поштуе дисциплина да има и да се слуша тренер. Не може ти што кажеш, он што каже. Ама ја кажа малку тренира тамо едну годину, пошто сестра ми почна у Куманово да игра, а по кој иницијативата кој смо биле, не знам. И после тоа ја се пребаци у Куманово и ту ја настави заедно. Тренирале сте горе у Соколано? У Соколано сме тренирале. На овој чувено игралиште? Тој на чувено игралиште, трчале смо по цимент. Не имало паркет, цимент. А ја пошто крило играше, на свак шут падаше и се сам била Ноги се одерени. Све. Али, опиши ни ги тие први моменти, еве кога се тренирале у Соколано, имало ли интерес, доаѓале се млади деца многу? Млади деца се доаѓале, тоа е било пуно. Јас се сеќам една утакмица, сега дали со скочани беше и ја у контру, мене ме бутнали, ја добив потрес на мозок. Јас, значи, тој не се сеќам више ништо. Значи, публик, што су ми кажале последното, пошто да га спомну баже на Оливио. Мери Керково играше рукомет на Савицу, роđена сестра, Жибак. Она идеше с бажета, така он се поминал одамна. Пуно време су ишли, обавезно Соколано су били. Ја кад тој потрес на мозок, доктор ни е бија борче на снимање што беше. Борче на рентген? На рентген. Да. Он ми беше и мене ме одвезе, баже с авто ме одвезе во болница. Ја у шок собо, значи ја у несе сам била. Вика, утакмица е била, вика, публика мува да пројде ке се чуе. Значи толку е било тишина и молк. Да. А сестра ми после мене даде 11 гова. Дали од истрес сестра во болница, она останала да игра и тај утакмица не може. Ама ја последното брзо се освести у болницу и сабалето ми сви дојдева у посету, ама добро се заврши. Нормално. Сега, еве ги видат твои први почетоци од Соколано. Да. Еве го оваа чувена екипа.
Да, с Димитра. Само да го најдеме слика од Чедо Трајановиќа. Еве ga чувени Чедо Трајановиќ с дел од екипу. Чедо е бие доста интересна личност, да го спомнем и njega. Малку е бие нервозен, али трудие се да помогне. Па добро, трудие се, так су биле. Колку те време ти беше тренер Чедо? Не знам, амо 2-3 години сигурно. Да. Под водство на Димитар Антевс, кога ти доживуваш рукометен просват, што вика Кумановци. Еве го таа екипа. Димитар ни е бија, нема тоја што. Значи, поштувале смо го, ама и он не поштува и не ценија. Ми кад појде смо да играмо, пошто Јасе Ѓорđević, Лиле Андевска и Сузе Андевска, Ивановска е сега. Да. Они седества горе куде Монопол. А ми седесме у центар. Значи, прво ке се пројде куде нас, дојдев и од туја нагоре и да го спомну Грицка, што држеше бурекчилницу кифле свето. Он е бија наш... Тоа ти ја псикаше плави јадрен, тако ли? Да, сега што е... Бутик туја за сипене. Бутик за ташни некој, не знам што. Куде njega мора да се срети. Значи, било е... Негови кифли се биле тоја. Ама и он не поштуваше, значи он не сви знаја, нема туја што. Мора да пројдемо да се поздравиме с njega и ни пожели се најбоље. Еве спомни го овој екипа овдека. Димитар, овај беше малку голмака, не се сеќате, Марина Китич, Јасе, Сузе, Весна, Вале, Зорица, Гордана, голманка, Даре, ја, Јасе, Ѓорđević, не го знам, Бубе, управо ни беше, сестра ми, Снежана и Мира Стојковска. Тој смо тија. Се би те замолија да кажеш, сви Кумановци викав дека биле сте како една фамилија. И тачно. Тоа е тачно. Друштво е било немогуќе, значи мора сви да се соберемо, седимо на площад, колку смо седеле, значи на площад обавезно. Торбе, ранци. После тренинг у Чаршију на Корзо. У Чаршију на Корзо. И смо се дружиле многу, нема тоја што. Еве го овај исто чувена екипа, да го покажемо. Тоа се горе-доле исти играчи. Па Лиле е туја, Спасовска, Савит, Сузе, Марина Китич, да, тие су исто. Лиле, Вале, Зорица, Вале Кипријановска, да, Снежа и јас туј. Како беше прва екипа? Еве, ти си играла едно крило. Јас сам играла друго крило? лево крило, Лиле Спасовска играла друго крило, бек играла Мира и Лиле Андевска, центар играла Савица и сестра ми играла Пикера. Голман? Голман прво е била Калина, па Лиде. Да. Лиде и Зорица за мене. Еве го овај цела екипа. Ја ќе ги читам: Мира Стојковска, Лидија Илиевска, Славица Николовска, Лиле Спасовска, Лиле Андева. Да, Андевска. Чучио, Зорица Мителска, Сузе Андевска, Марина Китич, Драгица Спасовска, Снежа Спасовска, Вале Кипријановска. Да, тие се. Еве да се спомнеш пуда овие генерација кои имаа огромни заслуги за развој на рукомет у Куманово. И што вика Кумановци, фала им за тоа што се постигнале на терен. Имали смо волју да играмо, значи не е могала мајка ни да не зауставим и да не идемо да играмо. Кај ми родители што се викале кога си играла рукомет, кога си тренирала? Имало ли отпор? Не, отпор не е имало, него су такој. Като отидемо дома, све испотепани, крпа, сестра ми друго, Пикер е играла, она не е толку, али јас сам била, што да ти кажи. И прсам, Јас се сеќам кршила. професор Димитар Антевски објасни го едно случај многу интересно, било у Шабац. Кога сте играле с медицинар. Професор викаше унутра многу вруќе била сала, а дека ви сте работали уладно, па малку би било чудно. Може да не го пишеш тој како е изгледала у Шабац таа утакмица, таа е чувена. Па била е интересантна. Прво, како прво, ми не смо научени толку вруче да играмо, али ми смо давали све од себе. Значи, нема туја, не може или може. Значи, мораш. И тоа е било, имаја си волју некако, сега не знам се, мислим за без пари смо играли, ми тој од нас. Ако ни дадев нешто, дадев, ако не, нема. Али пут до прво би Југославенска лига би многу интересен.
прво републичко, па покраинска, па на крај прво. Значи, иште се степен по степен и сте биле и тој све најбољи. како дојде Димитар, може да кажа слободно. Еве го ова е наша чувена спортска сала. Ето Ова е- у салу со Жито Македонија сме сликани, тога ги победиме, па што они у почеток бева они бољи од нас, нема тоа што. Али како се играмо ми, почнамо с Димитра, Опишите ни тоа ривалство Жито Македонија Ау, Куманово, тоа е било опасна лјута работа. борба, вика. Опасна работа, не сме се поднасалени никако. Дали Куманово или Жито Македонија, ама дојдева и наши 5 минути после тоа. И вина, и они после почнава да се Такмица вика е распадат. било интересно. Интересно, да. Интересно и тоа е многу интересно. Добро, Жито Македонија имае квалитетни играчи. Имали су. Не може да Тачно. кажеме сега. Не. Еве да спомнемо и управа без кој не може да се направи добри резултати, Тие се слики од Вараждин кад сме били. али некако Не пишуваме ова. што вика Кумановци врти сукај, Све. Песи Илиевски бие мотор. Да. Он е бија, значи главан Павле, Туја, Диме, Борче, Тој бил Коки, управа Николај Николај Коки, Јовановски меѓутоа. Коки. Еве сме позади ми Туја, Јоцо, рукометар за мушки, ја Каролина. Они У се публику труд- седемо мушки игра се. Да, они се се трудиле увек да ви обезбедат добри Увек услови. све. Значи Да имали може сме да се услови, направи да. одете нормално. Еве го овај сликав дека е Коки, И Пеце, да. И тој И од Пеце. Вараждин исто. И Горде голманка. Она после тоа иде. На Радка и он беше голман за мушки. Шатка и еве другави овде кај дека овој што е чувана вредна архива, да ги покажемо на Кумановци, горе у Соколану, еве ги таа екипа. Јасе Голубовиќ. Да, и она ми беше најстара. Кај сте граде Перунка. Соколану, кажи Кумановци, увек на саку такмица е било пуно. Пуно и тој не може да кажу колку пуно имало. И навивале су, народ и живее, не имало, значи у спорт. Пуни трибине. Овој од Вараждин. Тие су да, Пошто од Куманово сега Вараждин. било збратимен град. Да. Панчево, да, с Панчево сме играле. Сега еве те прашам еве некој драг спомен од сви овие утакмице кои ти останаа у сеќање. Мало имаш многу утакмица одиграно за Куманово. А тој кад играмо у Скопје со Скале, пошто Скопје и судија и општо су биле највише против Кумановци. Сега играмо утакмицу значена, утакмица мора да победиме, да идеме у поголем, повиш ранг. Ама ја некако пред утакмице сануеше што како ќе биде, вика, се собере смо таму каде требаше да појдемо за утакмица, он ме прашува што ќе направиме, знаеш. И ја ги кажуј, викам, тешко ќе биде, ама изведа ќе победиме. Со Скале. Прво од полувреме водиме 8 разлика. Друго полувреме, значи од 20 смо, значи и судија сме ги победиле. 2 разлика ги победиме. Значи не сум могали ни судија да не победи. И тој ти како науспоменува. Најуспомена ми останала таа утакмица, значи стварно. А овдека су записи од новине, Што е каде искачало Куманово тоја, било да. многу добра екипа. Ти си била една од бољи стрелци у екипа. Па од бољи може да се каже, дека сум Добро, сега тој толку не е битно, например, Битно е колектив сте биле, било да. колектив, например, Савица Жибак Николовска е била, не е толку голови давала колку што е била добар асистент. Значи, он ако не ти додаде топку џабе. Јас се сеќам, у Читар игра сме едну утакмицу и тој исто беше, ако ги победиме, значи сигурно сме први. Утакмица е била изврсна. Значи, Цаце немогуче било. Значи, јас сум многу брза била, од моје крило улегну на средину, Цаце топку, абе 6, едно по друго голови. Значи, нин тренер е доше и ние честитаја, вика, значи, не може да не бидете први. Ја ви честитам, вика, прво место. Значи, ми сме џабе еден играч кој дава голови, ако други нема, значи колектив е колектив. Ето е спортист на годину, сестра ми е Ева, нема и била. спортисти да покажем на тоа. Да. Она е била. Ова е архива историја на Траш е кошаркар, тие други не ги знам. Тодороvić. 68 година пише. Тега наш вестник е бираја традиционално. Да, најбољи спортисти. Мора некој, не може Мора сви. некој, да. Не може сви, тачно. Сега,
да спомнемо дека ваш супруг, за кој за жал е покоен, и бие стварно извареден фудбалер. Играе они у одбрана, играели стварно е бијако, пошто една пуда на еден исечак и тој српски ја Сантрач, мислу дека беше, бева га по тој надимак нега га Како му беа надимак? Сантос. Не. За еднога играча од овие, од Партизани и од Звездо. Не се сеќам, значи они у одбрану бие стварно. Али најинтересно е било, пошто ми седе смо туја, близко до игралиште и моја керка Габи имала 1 година. Идемо да гледаме утакмицу, они ќе игра во утакмицу. И на трибина гледамо, и на мојега супруга му дава црвен картон. Вика, више, немој да ми доаѓате на утакмицу да ме гледате. На која позиција играе? Па ја мислу одбрану беше двојко, носише мислам дека тоа. бека играше, да. Да, у тие Еве одбрани га. ја многу не се... Таа екипа чувена на Куманово, каде што бие ваш супруг. Каде е влека на сликон? Еве, туј е он, па највисок. И нема ги некој, ама добро, јас сега тој слику го не да имаше Славе Трајковски, починат новинар у овој, Да. у телевизија Куманово. Во спортска фамилија цела, Да, еве ова е слика. тој од син е фудбал играе, ама остави. Да. Некако немаше. Овој слику, Чека да не забравим. тој да не го забравимо. Тој у Скопје на игралиште на Вардар. По младост, за мале Тоа е ваш син пехари. Мики. Але е па да се вратиме назад овој, кад си била мала, Ја не знам колку 2 години си да, имала. како е било детство. Такој си. Јагне, Што ти е, Драгица, најше помагала во рукомет? Што ти е влекло да успееш? не знам, имала сам волју да играм, Мотив голем. мотив сам си имала и јас сам тој обожавала и сега, значи нема утакмица која да не се игра или на телевизор ја да не гледам. И многу се нервирам кад гледам. Да, па добро. Ма многу години бесте уврен на прво Б Југославенско Бесмо, лигу. да. Путувале сте на многу места у бивша Југославија. Вика качите се у воз, у автобус, У воз, да, биле смо со авто. цел пут песма, док да стигнете, ако победите, назад кога се враќате па песма. Стварно едно неверојатно другарство. Било е другарство големо и ще смо сви. Значи, сеќам се од Црногору кога треба смо да идемо со, не знам, Титоград треба смо да играмо, а каснимо. Поидемо с авто да не вози, баш се сеќам Пеце, председник што ни беше и још некои, 3-4, мора да стигнемо, ке закаснемо за утакмица. Оно врне, амо стигнаме, успејаме и смо победили. Да. И Добро, тек не е имало авиони, не. Не е имало, не. Тој од Ево, занатлиско, директор Анđелко, ја мислам дека се викаше. Прво место освоимо у Куманово рукомет. Наша школа и има смо... Ево тук да кажем на наши гледачи дека имало е меѓу школа рукомет, Имало е, да. меѓу класови. Имало Многу е. е било Да, активно на тој поле. активно. И сви су спортувале. На кој спорт не е битно. Кошарка, атлетика, имаш и атлетика, бокс, свак по своја. Кој што го влече. Сакаме да те прашаме оваа генерација која е стварно изваредна. Ја увек ја тој потенцирам и ќе го потенцирам. Предводена од Димитар Антес, кога и други не ги подценуваат сви тренери. Ви сте многу дале паќе кај за развој на рукомет. Дали се дружите ви стално, се видуете ли се Дружимо таа екипа? се, видуемо се, можда поретко сега такво време дојде. Ради овој корону, да. Ради овој корону, али слушамо се, видуемо се, дружимо се. Да, имате и тој ветеранки некад играте. Ветеранки некад играмо, ама стопиране корона и ништо. Да. Само да ни кажеш как го завршуваш кариерата и кој година? 80 и на крај 80, почеток на 83. Значи, Да, 82 на крај. млада си завршила кариера. Млада се одаде. Да. Тој се кај, пошто тога тој време не е било исто како сега да можеш да продужиш посебто да играш, тога одаден, а ќе игра рукомет. Шем пуда од вашиот супруга Трајковскога, стварно извареден фудбалер е бие.
И како човек е бие добар. Да. Тој е мајка ми с моју керку Габи. Баба со сонуче, нешто најмило. Ники не беше и оште роден. Ово е Драјица, kad si bila Тој матурантка. Матурант. Славиле смо матуру. Тој су ми сестра. Тега се е матура славила по овие кафани, го По кафани, обично. У Кристал да, било. у Кристал. Сега, ово са сви сестра, тако ли? Сви сестри и тој една сестра ми е керка на најстару Снежано. Сестра ми Кажи Снежана, ви, па и ја, по е керка на Снежано Моника, матуру Славиона, сестра ми Верица и најмала сестра ми Билјана. Кажи ми, на свите тие утакмици кога сте играле, кога сте путувале, Да. само Вижте, кажи, Овој слеку 50 години кога се славиле мајка ми и татко ми у брак. Тој смо цела фамилија, тоа значи се вика златна свадба. Златна свадба, така е. Златна свадба на мајко ми и на татка ми, само тој го нема. Моника е најголем. Ово е цела фамилија. Цела фамилија фали на сестру ми керка, она тој ден се породи. Значи она ги е поклон дала унучи. Прво унучи. Најбаво нешто. Зетовци, унуци, керке, сви су туја на слика. Оно играње у прво лигу, у прво Б Југославенско лигу е стварно било предизвик за сви вас. Путували. Тоа е била многу јака лига, многу квалитетни играчи, али ви сте се храбро бориле против свите. Димитра ви бија, што се вика, одличен педагог, а ви сте се бориле како лавови на терен. И бориле смо се тачно. И мора да слушаш, значи, што каже тренер, тоа е. Па сега некад нешто очи што не треба, ама у спорт е све тој. А като десте у спортску салу некако лакнави беше поубаво пред публику. Па и не, они горе имало публика, се убаво, само што не е цимент. Да. Друго е да сега падаш паркет, ти на да. цимент и на паркет да трчиш, не е исто. И да падаш, за трчање не е проблем. Али за да падање, бога ми, Да, али ете, ти што си го завршила релативно млада кариера, млада. треба да кажеме дека твоја керка продолжува по твои стапки. да. Габи е била играч Габи кој пуно, играе на с 16 години помало играла, да. И многу има заслуги и она за успеси на женски рукомет, еве го Габи. Он играше централнога бека. Па централнога бека играше крило, значи она е играла куде На нема повише играч, позиции. куде нема играч. Да. Али увек се е трудила на сваку такмицу исто како вас да даде пун допринос. Она е била исто како Савицу Жибак, може да кажу, не е брза била, амо Али била... кликер во работаја што Кликер во викам работаја. Јас да. се сеќам за едну такмицу играв со Прилеп. Водив наши 10, ја беше да го гледам, 10 разлика. На крај, још 2 бидна, још 2 минута они ќе изгубив. И туја кликер, ја не знам како беше, стварно она го излече утакмицу и Живко професор ми е бија у занатлиско. Он го гледа утакмицу и вика: И njega da ga spomnemo. он не знае дека ми е она керка. А јас седу пред njega, а он позади мене и кажува на тога: овој девојче го вика извади утакмица. А он му вика: ти знаеш ли она на кога е керка? Еве вика на Дацо вика. И стварно она имала кликер, исто Савица. Кажи ми, задоволен си еве што се бавила со спорт? Задоволна сум и криво ми е што не Што сам ти е дај продолжила. спорт на Па тебе живот? мене ми е даја чисто да уживам у тој. Друго не. Паре не, амо путување, дружење. И смо се дружили, и сме играли. Спортисти од тој време вика, еве ти премалку спомна, вика, играле сме утакмица, кога заврши утакмица, еден скроман ручак, Да, на скроман. колачи Тој, и толку. толку. Нема Ако не проблема. купи, вика, тренинг е радост, Тренерка, да, задоволство. у почеток, после тоа има смо опрему, после неко време. Ами у почеток не сме имале. Од дома патике, од дома чарапи, све. После тоа почнава да ми купuje дресови, мора да има сви исти. Али еве, чисто ме интересира, и ти и Габи сте били извредни рукометари, некако не ли се вику да вас желја да отворите едну школу да ги учите овие млади деца? Размислували сте на тој тему? Не сме размислувале. Не сме размислувале, штом створиш фамилију, некако се повлечеш на тој страну и толку. Овој Габи, каде добила признание за спортистом, А има она 4-5 пута е била спортист на година. од бившиот градоначалника Дамјановскога, ја би се каја да го покажу овој слику. Ово се твои. Тој су мои унуке, роđendan славимо, пошто една е родена на 8 август, а друга на 12 август.
И Значи две со лавици. Сви су, и мајка е лавица, а ја и Комплет. зет смо девице, син е бик. Да. И славимо го заедно роđendan, први, треći rođendan. Олја и Ања. Олја е 4 години сега, Ања има 2. Ово е, Драгица, е најголемо богатство. Тоа е најголемо богатство. Да. Овој кад се биле малецки Габи и Мики. Едно плаче, едно спие. Да. Ево, оваа слика треба да се покаже. Габица се легенда на нашиот рукомет Пепи Манасков. За Пепита не треба што да се кажува, он е светска величина. Еве сега и Габи више не е активно у рукомет, али доваѓа на утакмици, јас го видоваја во спортску салу как може доваѓа, да. Поја генерација е заступена овдека. 81-2006, 25 години како сме завршили од Кој се овдека на слику? Снежана, Лиде, Гоца, Јадранка, Сузе, Славица Класна, ја, Веселка, Сузана и Јовка. Ти кажа дека кад имаш време гледаш утакмици на телевизор, највише рукомет, а? Рукомет обавезно. За друго не толку, али рукомет, да. Ово е од Спиридон, од работу, тој сме славиле тај празник Чевларски. Да, тој чувени Чевларски. Да. Сакам да те прашам, дали од овие убави, прекрасни внуке, веќе има некои наследнички на бабу и на маму? Па Ти ги не сочувате ли рукомет? Ја би сакала, право да кажу, ама интересно е што толку мали, а топку кад ќе го фатив, с едну руку, а голема топка, тој да се чудиш. Значи, па има нешто. Значи имаете Има афинитет. нешто. Сигурно дека многу што ти драги вие признание, Сојуз за физичка култура на Македонија, Спасовска Драгица. Да, исто у Велес имаше турнир и на тој турнир се избира најболи играч и најболи голгетер. И Диме ми вика да знаеш дека си најболи голгетер, да знаеш. И ништо, давав ми признание. Като они па, јас се враќам на место, седно и они викав за најболи играч Спасовска Драгица. Он Диме вика, и ја не сам знаја, вика, не ми кажава, вика дека си ти. Пошто ја играих за репрезентацију за Македонија. Фалеше ги крило, пошто они тој време е било Скопје, и све од Скопје му фали ги крило едно и Диме ме предложи мене и ја беше. Играмо у Београд, мисло дека играмо. И после тоа бесме у Велес и не знам, ми најболи играч беше на тој турнир. На кого си најше захвална што си ете успеала во рукомет? Па прво почетоци, значи на Мицета може да кажу, пошто Професора Мицета, да. Пошто ме уследија, он видеа дека сам за нешто. Да. Кад сме играле кошарку за школу, кад сме играле, тие и мало и други градови. Значи ја кошарку сам играла, тројке сам погодила, амо корак увек више направо. Нема рукомет и кошарка не иде плюс корак и Рукомет е дозволено корак повише, да. Да, овој. И сега знаеш дека овој горе игралиште се реконструира на Соколано, тоа е ваша младост, ваша љубов. И баш прошли пут кој збореше исто кажава дека почнале машини да работи, ја лично не сам прошла и не сам видела, ама баш ќе пројде да видам. Сви се спортисти Радуеви, на некој начин ту е прошла и младост на ваш најубави години. Си го памти Соколано по многу убаво нешто. Убаво е било, што една е Соколана било, тога нема на друго место кој е, само Соколана. Еве, овој прилику да ги поздравиме сви твои колешки рукометарки, с кои сте били како една фамилија, али сте дали многу на поле на успеси на град Куманово и сви тренери. И Славка Симоновиќа Вучу, и Мицета што како нас и Чедо Трајановиќа, и Димитар Антовски. Нека примив поздрав пуно од мене, ја ги поздравljam. Димитар Антовски посебно поздрави. И мене ми е драго увек кад ќе се сретнемо, значи застанемо, направимо мобе, значи не можете да се забрави. Виде, кад се собирате некад да направите едну средбу и да дојде Димитар и сви играчи, ја мислам дека ќе зборите едно 3-4-5 сата за доходовштине, што е било, како е било. Многу имате убави моменти. Имамо. Оне путување па утакмице, па средбе и
Многу ќе ви треба време да се искажете сви. И ќе треба време пуно, пошто и било е голема дружба и поштување. Значи, поштувале смо се, па некад, мислим, со тренера не, амо дошло е до конфликт меѓу нас некак нешто, амо тој и толку. Тој се забрави после. Во твое име и у име на овој твој изваредну генерација, едну поруку да дадеш за млади генерација. Јас стално го те потенцирам и замолуј ги вие спортски великани да кажуе за млади помалку на компјутери, повише надвор, еве една твоја лична порука. Моја лична порука да иде да се забавлям со спорт, не мора да е рукомет, било што. Значи да не су пред тие таблети, компјутери, телевизори и све су пред тој, ама болje е да идеш и да трчиш и да спортуеш, него да се затвориш унутри и да седиш. Ево ја да дадам предлог, ви целата генерација соберете се, нека дојде и Димитар, па ми ќе дојдеме да ја посетиме Па Сканеру. добро ви е, Да искажете некои барем мали доходовштина, ми да ги презентираме на јавност. тој ви е супер идеја, само дали ќе може да се соберем. Еве, предлог, нека чуев. Предлог падна, што Па викам некој, да. помалци, и ја ти се захвалувам што беше гост. И ја на вас што ве поканисте. Овој знање што го имате, покушате да го пренесете на млади генерации, и ти и Габи, затоа што тоа е драгоцено. Благодарам. Толку за денеска, поздрав од Кафе Бар Јарк и се најбоље.